Позитивен став и редовност се двата клучни сегменти за детето да ја засака градинката, сметаат експертите. Овој премин од еден во друг животен период за многу деца и родители може да биде стресен и исполнет со страв, вознемиреност и дилеми. Ова се должи на фактот што најчесто децата одењето во градинка го чувствуваат како отфрлање од семејството. Сите деца на почетокот се чувствуваат на некој начин отфрлени од родителот, но ако семејството го носи редовно детето и детето со текот на времето почнува да добива впечаток дека да, сега се остава, но после одредено време родител повторно доаѓа, го зема детето и повторно си одат дома и утре пак и некаде по зависност од периодите, прилагодливоста е различна, децата после одреден временски период тоа го чувствуваат како нормална работа и го прифаќаат многу нормално. Но не само родителите. Голема улога во преадаптирање во новата средина имаат воспитувачките и стручниот тим. Треба да се практикуваат техники со кои ќе се олесни престојот на децата во новата средина, како на пример вклучувањето на родителите во воспитно-образовниот процес и омилената играчка или предмет. Некаде можеби треба да се и некои градинки го тоа прават, ги зголемуваат родителските средби со децата кои што за прв пат ќе доаѓаат, па пред почеток имаат некакви разговори, се разговара за омилените игри и активности на децата, за омилената играчка, за омилените форми на кои што децата сакат да ги прават. Вклучувањето на родителот активно во периодот додека детето се прилагодува. Значи тоа е исто една техника која што е многу важна и која што дава позитивни резултати. Во одреден временски период родителот да престојува, да се процени кој период од детето и колку е доволно детето во некој период. Не мора да се тргне со целосно и со целодневни престои, туку да се најде некаква форма во која што детето ќе се прилагоди. Несигурноста кај родителите може да го забави процесот на преадаптација, по одењето во градинка да стане пекол за целото семејство, но и за групата во која престојува детето. Многу е важно тргнувањето на детето во градинка да не се испланира во период кога во семејството се случуваат други промени. Промена на место на живење, раѓање на друго дете, развод на родители и слично.